македонскиот народ, од неговата сила, што може да произлезе кога ќе се појави еден ваков гостин од нашата соседна држава Грција. Да ви кажам, ние не сакаме македонците да имаме лоши меѓучовечки односи со таа соседна земја. Напротив, сакаме да градиме добри, значи меѓусоседски односи, како и со сите соседни наши држави. Но ова што се случи со нашата Македонија, со нашата земја и нашата татковина, е греф кој не може никој да им го прости. Еден геноцид поминаа македонците, втор геноцид поминуваат сега. Нема попуштање и нема назад. Сите ги повикувам слободарски, значи млади сили во Македонија и надвор од нашата татковина, сите заедно да се сплотиме во едно, да се обединеме против ова зло што ја здеси нашата татковина. Ги повикувам и регионално сите соседни земји, каде што има слободно умни луѓе и граѓани, каде што знаат дека и нивните влади се окупирани и компромитирани, кои што работат за други сили. Значи, големите сили на Балканот се уште разоруваат и се уште прекројуваат и граници и територии, размена на луѓе. Све се случува пред наши очи. Ги повикувам сите слободарски сили од цел свет да ни помогнат. Балканот е окупиран од големите сили и нивните интереси. Окупирана. Денеска е окупирана. Толку полиција во мојот живот, во ниједна слободна држава немам видено околу нивните влади за било кои делегации да доаѓат од странство или не знам какви. Ова е окупирана влада на Република Македонија. Сите македонци. Јас денеска се чувствувам многу повредена, верувам дека и вие, бидејќи не чувствувам разлика од претходната власт. Она што беше критикувана претходната власт го гледаме повторно. Го гледаме како се користи Мерцедесот дури и на патарини, а денеска гледаме до денестопанстреници за она што гласно Заев говореше против Груевски дека народните пари се изнесуваат преку нив надвор. Па го прашувам од оваа говорница, господинот Заев, каде ќе ги носат сега парите? Каде ќе ги носат народните пари? Што ќе се распродаде народно денеска? Зашто дојде? Какво е ова пријателство? Што ќе се подели од она што не е поделено од претходната власт? Се чудев кога ги гледав двојазичните табли пред да се претходно во времето на Груевски. Но денес и двојазично и секакво гледам по еве како сега што е сменета таблата. А тука предвладава. Затоа наши македонци, колку сме толку сме, сите поддржуваме бојкот на овие председателски избори. Само така може да се победи оваа власт што не мисли, што си ги затвори и улиците тука во центар. Го повикувам и градоначалникот на центар да види што му се случува на неговиот народ во центар. Го повикувам и градоначалникот на град Скопје да види што му се случува по улиците. Оваа полиција што не го извести народот на центар и на град Скопје дека ќе бидат денес затворени улиците. Од страшно. Господја Калина Петровска да се обрати. Калина! Добивме писмо отворено од професорот Нестор Огинар од Њујорк, борец за македонската кауза. Не замоли да го прочитаме, на мене тој е до отворено писмо до Ципрас. Нестор Огинар, отворено писмо од Македониум до Ципрас. Писмово ти го пишувам јавно од Њујорк, во пресред на твојата непожелна посета на Македонија. Жалам што на денот на твојата посета нема да сум во Македонија. Би ти приредил дочек што му доликува на најлутиот фашист и непријател на мојот македонски народ. Верувам дека таму има македонски народ што ќе те пречека.
така како што заслужува твоето злодело. Сакам да знаеш додека Зоран Заев, твојот партнер во македонскиот геноцид, што го подпишавте со Преспанскиот договор, се лигави понизно пред тебе. Ние македонците и македонките од Македонија и целиот свет те прогласуваме тебе и твојата свита за непожелни во нашата татковина. Би сакал да ти порачам, иако знам дека си свесен, дека Зоран Заев, лицето со кое го стопнивте Преспанскиот договор, нема ниту правен, ниту легален, ниту политички, ниту морален легитимитет и мандат да зборува во името на Македонија и мојот македонски народ. Договорот не е подпишан од председателот на Македонија, туку е нелегално и противуставно подпишан од Никола Димитров, министер за надворешни работи. Договорот беше отфрлен од 2/3 на македонскиот народ на референдумот 30 септември 2018, а беше ратификуван со криминални уцени и закани на дел од пратениците. За нас македонците и за меѓународното право, вашиот приватен договор е неважечки и ќе биде оспорен и оборен. Не. Македонија на